Повикаа на масовен јавен собир па се премислија. Притисуците од јавноста ги натираа свештените лица да го повлечат повикот за богослужба за Великден. На официјалната страница на црквата Света Тројца од Охрид беше објавен повик до верниците на 18 април да присуствуваат на молитва и причест по повод најголемиот христијански празник. Во повикот стоеше: на ден 18.4.2020 година во 23 часот и 30 минути да бидете сите во црквите во вашата парохија и во 00:00 часот да го дочекаме Христовото воскресение, како што ни доликува со молитва и со причестна, а не по балкони и по дворови. Отец Ромјо Петровски од црквата Света Тројца убедува дека се работело за мало невнимание, кое всушност предизвика лавина негативни реакции и осуди од јавноста. Јас сум старешина на тој храм, а страницата наша ја водите еден другар наш пријател, побожен човек, Јордан, и тој се грижи за страницата. Ме интересира, пред да го упатите повикот до верниците, зимавте ли во предвид дека 18 април е сабота, а полицискиот час за викенд од денеска со новата уредба на владата ќе трае 24 часа? Дали црквата ќе им ги плати казните на верниците кои ќе го прекршат полицискиот час и вие ли ќе превземете одговорноста доколку некој се зарази? Ние го објавивме, јас чак не ги прочитав ни коментарите, ама видовме дека тоа погрешно веќе испатено, веројатно и погрешно и напишано, па затоа и го повлеков. За богослужба уште немаме забрана, затоа ќе решите нашиот црквен врв, ако забрана, нема да има служба, да. И да има богослужба, нема да има за недоразбирање. Јасно, ама и да има богослужба, нема да биде дозволено влез на верници. Па веројатно ќе биде во мал број, веројатно пошто се консултирав ќе биде во мал број, да. Ако биде дозволено. Но господине се работи за полициски час. Тоа е проблем вистина за тоа. Веројатно некој ако не знам и служба дали ќе имат. Ако имаме служба, не знам некој ќе биде на богослужба. МПЦ се огради од повикот за собирање на Великден. Оттаму посочуваат дека храмовите за лична молитва на верниците ќе бидат отворени, но при тоа се апелира одговорно да се почитува наложеното правило од државните власти во јавниот простор. Светите литургии и сите богослужби да се одржуваат со неколкумина сослужители, со најмногу 5 верници, водејќи грижа да не се наруши веќе наложената мерка за јавен собир. Велат од МПЦ посочуваат дека погребите треба да се извршуваат на отворен простор, а крштевките, доколку е неопходно, во кругот на најтесното семејство.